Вечно ќе сакам во краја своја, Скопје кажи ми. Така е уште едно попладне, резервирано за најновото издание од Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, добре дојдовте. Поминаа локалните избори, новоизбраните градоначалници на скопските општини на град Скопје веќе почнаа со работа, па ние ќе продолжиме со општините кои што можеби за прв пат нивните први луѓе ќе продефилираат во Скопје ми е дома за една таква општина која што во претходната сезона можеби не успеавме да разговараме со претходниот градоначалник. Ќе говориме денеска, токму вечерва. Овде со мене во студиото е господин Зоран Бајовски, или новоизбраниот градоначалник на општината Чучер Сандево. Ќе си го поздравам мојот соговорник, господине Бајовски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да поразговараме за Чучер Сандево во Скопје ми е дома. Како сте? Добро, фала на поканата. Чест ми е да бидам гостин на вашата емисија. Токму за Чучер Сандево ќе проговориме малку повеќе за сите проекти, како и досегашни, така и оние идни кои што и тековни секако кои што се случуваат. Вие сте биле дел од општинската администрација, сте биле во советот, сте биле председател на советот, сте биле советник, па верувам дека сте запознаени и претходно со сето она кое што било на дневен ред на седниците и на она кое што требало да се случува токму во оваа општина. Меѓутоа денес од агол на прв човек на општината почнавте ли со работа? Како оди работата во Чучер Сандево? Да, почнавме со работа. Предизвик ми беше да ја водам општина Чучер Сандево, која е една од најголемите во Скопски плански регион. Мислам дека е втора по површина во Скопски плански регион, но со помалку од 10.000 жители. Значи имаме голема територија, мало население и затоа е предизвик да се води таква општина, да ја средиме, да ја направиме модерна општина, која што е само на 10 километри од центарот на градот Скопје. Така, меѓутоа секако овде во склоп на град Скопје и Скопска општина. Кажете ми, вие напоменавте предизвик вие да ја средите општината, Да. што е она клучно кое што ќе се средува во Чучер Сандево во првите месеци, можеби од 4-годишниот мандат, на што се работи конкретно сега, а е многу важно за вашите сожители кои што го бараат од вас како новоизбран градоначалник. Најголем предизвик и најголема потреба на граѓаните на Чучер Сандево во моментов е справување со комуналното предпријатие и со комуналните работи во делот на водоводната мрежа, во делот на собирање на смет и расчистување на диви депонии кои за жал ги има на територија на Чучер Сандево. Во тој дел веќе почнавме да обезбедиме уште некое возило за собирање на комунален смет, бидејќи видовме дека во овој момент е малку да имаме едно-две возила, во иднина во првите 3 месеци од наредната година ќе имаме 3 возила. Со тоа мислам дека ќе биде доволно да одговориме на потребите на сите граѓани, односно да го собираме навреме сиот комунален отпад на територија на Чучер Сандево. Бидејќи во еден дел од Чучер Сандево во овој момент го собира или не го собираше комунална хигиена Скопје. Така, верувам дека општината има и свое јавно комунално предпријатие. Да, општината има свое јавно комунално водовод и канализација. Скопска Црна Гора се вика јавното комунално предпријатие и до сега мислам дека успешно се справува со дефеците, со водоводната мрежа, благодарение на вработените во јавното комунално предпријатие. Ново избран градоначалник, кои се промените кои ќе се случуваат во општината, односно зошто граѓаните ја дадоа довербата токму на Зоран Бајовски, а од друга страна пак каква е блискоста, односно колку сте транспарентни пред вашите сожители, на кој начин ги остварувате средбите, предпоставувам дека имате и отворени работни денови токму за граѓаните, отворени средби. Ајде почнам од вториот дел. Отворен сум за граѓаните, скоро секој ден примам граѓани странки во општината, но во иднина, за да може да се посветиме повеќе на работата во општината, ќе одредиме 2 дена и тоа ќе биде измена. До сега претходниците мои имале по 1 ден во неделата. Јас планирам да имам 2 работни дена кои што ќе бидат одвоени за средби со граѓани, тоест да ги примаме граѓаните на Чучер Сандево во општината и да видиме со какви проблеми се соочуваат, кои може да се решат, некои проблеми не може да се решаваат тука во тој дел.
Во иднина планираме и потранспарентно јавно да ги информираме, дали преку веб страната на општината или ќе направиме нов гласник од страна на општината за да може да добиваат навремени информации за сите случувања во општина Чуча Сандево, односно на територијата на Чуча Сандево, само за тоа ќе треба малку повеќе време да се припремиме. Така, може би ќе одат тековно решавањата на проблемите, меѓутоа кога говориме за настаните и за манифестациите и сето оно кое што се случува на територија на општина Чуча Сандево со може би малку жители, меѓутоа она кое што таму се случува е навистина импресивно. Говориме за еден многу гостопримлив народ и некако имам чувство дека сум била дел од неколку од настаните, дека кај вас постојано нешто се случува. Не знам како било претходно, меѓутоа еве сега токму само во месец ноември чинам дека се случија токму 2 настани од делот на одбележавте роден ден на општината, одбележавте фестивал на вино и ракија. Импресивно е колку луѓето ги посетуваат ваквите настани. Ќе биде ли ова традиција во иднина? Ќе се случуваат ли настани, ќе се случува ли култура во Чуча Сандево? Секако дека да, настаните се почнати, ние не само што ќе ги продолжиме, туку во еден дел и ќе ги надоградиме, ќе ги прошириме во делот на храна, вино, за да се запознаат останатите жители, да примиме гости и од другите скопски општини, за да се запознаат подобро со традицијата, културата на територија на Чуча Сандево, која што датира многу оддавна. Тоа го покажува времето, имаме гробница уште од пред нашата ера во време на пејонците во село Бразда, потоа имаме втората црква во Скопје, манастирот Свети Никита е изграден во 13-тиот век и многу други верски објекти кои што потекнуваат од 13, 14, 15 век. Ги поканувам сите да ги посетат. Во тој дел на култура, традиција има со што да се пофалиме и ќе обрнеме посебен акцент во тој дел за што подобро да промовираме општина Чуча Сандево, односно да ги промовираме сите населени места. Тука ни и врвот на Скопска Црна Гора Рамно, кој што е преубав за да се види цело Скопје од него, барем кога има магло Скопје, кај нас има сонце. Ете конкретно така, тоа е прекрасно. Ете конкретно кога говориме за фестивалот на вино и ракија, дали тоа значи дека во Чуча Сандево плодна е почвата за токму за винови насади, за Да, бидејќи имаме многу сончеви денови, тоа ни е предност пред другите. Се занимава ли населението со одгледување на винова лоза, да. Така. Да. Скоро секоја куќа може би има кој помалку, кој повеќе, во минатото имало многу повеќе. Сега веројатно никогаш немало откупни центри кај нас, сите го произведувале сами за себе виното и ракијата, но мислам дека е време конечно во Чуча Сандево да има и некоја винарска визитба за да се пробаат тие автентични вкусови на виното на Скопска Црна Гора. Јас ќе побрам од нашата режија, ете имаме и фотографии, чинам од овие настани да погледнеме што се случуваше во Чуча Сандево во изминатиот месец ноември, а додека ни ги покажат фотографиите, таму имаше конкретно на фестивалот на вино и ракија повозрасни граѓани. Сега помладиот човек со што се занимава во општината, како ќе ги задржите младите во општината, тоа ќе го задржи младиот човек да остане во Чуча Сандево? Имате ли, предпоставувам и во предизборната програма, посебен дел за младите? Вака се, јас не знам дали сте запознаени, настанот вино и ракија во Чуча Сандево го организира пензионерското здружение. Затоа има постари учесници на самиот настан. Промените што ќе се случат за наредната година е тоа што ќе учествуваат и помлади, ние имаме и помлади производители на вино и на ракија. До сега не знам од кои причини не учествувале на овој настан, но во иднина ќе посветиме внимание сите да учествуваат за да го модернизираат производството. Младите во Чуча Сандево остануваат, бидејќи сме блиску, ќе повторам, до градот Скопје, скоро и да немаме некоја сериозен процент на невработеност. Општина со наталитет сме, така да во тој дел
не се секираме дали ќе ни отидат многу малце млади заминуваат од Чуча Сандево во последниве години. Споминавте општина со наталитет, кога сме кај тоа прашање, какви се капацитетите во училиштата, детски градинки на територија на општината, има ли доволно капацитети за дечињата? На територија на Чуча Сандево има една градинка и 3 основни училишта со подрачни училишта, пример едно училиште од Свети Кирил и Методи во Кучевиште, има подрачно училиште во Побужје, Михаил Грамено има подрачни училишта во другите села, така да капацитетите на школите имаме капацитет во училни, во сали, во тој дел, во градинката мислам дека ќе треба да размислуваме во иднина да отвараме или да ја прошируваме бидејќи исполнет ни капацитетот со дечиња во градинката, што радува и е за поздравување. Така да во иднина ќе размислуваме да го прошириме тој капацитет или клон градинка да изградиме во друго населено место. Така, средно училиште? Средно училиште немаме, мислам дека нема потреба да има. Така. Предпоставувам дека и во предизборната кампања и во вашата програма има и нови инфраструктурни проекти и ќе ги доработите можеби оние започнатите од вашиот претходник, на што инфраструктурно конкретно ќе обратите внимание во општината, што ќе се случува? Вака инфраструктурно најголем предизвик е населеното место Кучевачка бара, Бел камен и дел од Бутелска улиците, неколку улици од Бутелска кои што припаѓаат територијално во Чуча Сандево. Во тој дел немаме воопшто фекална канализација. Во изминатиот, во почетокот на мојот мандат се воведе во работа нова пречистителна станица во Кучевачка бара. Средствата за пречистителната станица се обезбедени од унгарскиот кредит, на кој што владата посвети многу внимание на единиците на локална самоуправа, бидејќи Чуча Сандево како мала општина нема доволно финанси за сама да финансира таков проект. Со помош на владата се одвоени средства и отпочната е изградба. Не дозволуваат временските услови, многу дожд имаше изминатиот период, затоа иде со забавен интензитет, но мислам дека оптимално за година и пол ќе се изгради таа пречистителна станица и потоа во истиот момент отпочната е и изградба на примарна мрежа за фекална канализација во Кучевачка бара. Некои делови од споменативе населени места немаат проекти. Во нареднава 26-та година предвидуваме изработка на проекти за фекална канализација, каде што дозволува теренот, бидејќи за фекална канализација треба и теренски услови за да дозволуваат поради висинските разлики кои што настануваат во тој дел. Затоа мислам дека во овие 4 години ќе завршиме поголем дел од канализационата мрежа во овие 3 населени места, плюс во останатите во Чуча Сандево, во Блуво имаме, во Мирковци некои делови од канализациона мрежа што треба да се завршат, краци се на имаме секундарна мрежа кои што треба да се завршат. Покрај канализационата мрежа, тука и водоводната мрежа, односно чиста питка вода за пиење. Општината има повеќе населени места, говориме за една рурална општина, има ли доволно чиста вода за пиење, односно каква е состојбата со водата? Чуча Сандево има 14 населени места, имаме повеќе извори, повеќе базенти за пивка вода. Водата од водоводот, односно од јавното комунално предпријатие е чиста, секој дневно или према законските одредби на Градскиот завод за здравствена заштита се зимаат мостри. Оваа година имаше мал проблем со водоснабдување, но мислам тоа беа природните суши кои што настана ова лето. И ќе гледаме во иднина во делови на одредени делови на Чуча Сандево има проблем со системот за водоснабдување, бидејќи е стар повеќе од 20 години, треба да дојде до промена на некои цевки, тие се стари, се запушуваат или треба да се смени поголема цевка, бидејќи во меѓувреме се изградиле повеќе куќи за да бидат обслужени сите граѓани на Чуча Сандево. Затоа имаме доволно вода во овој момент, така да
размислуваме за подобрување на некои извори, но тоа ќе видиме во иднина кога ќе направиме анализите. Го споменавте унгарскиот кредит. Владата објави 2 повици за доделување на помош за општините за одредени проекти. Аплицираше ли Чучар Сандево и што доби и дали се запознаени? Кои проекти ќе се случуваат поддржани од средствата од владата? 2 големи проекти има добиено општина Чучар Сандево. Едниот го спомнав, тоа е пречистителната станица во Кучевачка бара, која што ќе биде за над 3000 жители. И вториот проект е изградба на културен дом во Сандево. Во минатото имаше стар културен дом кој што беше руиниран, се сруши, сега имаме изградба, во текот имаме изградба на нов културен дом и тоа е една од причините со која што може да размислуваме за подигнување на културата и организирање на повеќе културни настани на територија на Чучар Сандево во иднина. Така, говориме навистина за една рурална општина со повеќе населени места, со убава, богата, зелена површина. Тука ќе го споменам и развојот на туризмот. Дали може би во таа насока планирате некои новини, некои промени, така што проекти? Според класификациите, Чучар Сандево не е рурална општина. Делови од Чучар Сандево поради надморските висини се оквалификувани како рурални. Долните села не се рурални, напротив се развиени. Но Чучар Сандево има потенцијал за туризам и тоа, како ја спомнува во мојата кампања, ние имаме можности за планински туризам, тука ни е преубавата Скопска Црна Гора со преубави пешачки патеки, планинарски патеки, маунтин байкинг, АТВ. Колку е се тоа искористено? Не е доволно искористено. Ние немаме ниту еден туристички капацитет за сместување на туристи. Исто тука може да го развиваме ловниот туризам на Скопска Црна Гора, верскиот туризам и повеќе типови останати на туризам, но треба да изградиме стратегија и план како и во кој дел ќе се движиме, бидејќи знаеме дека туристите оставаат најмногу пари таму кај што се сместени. Тоа го кажуваат експертите за туризм. Имавте неудобна една средба со јапонската амбасадорка во насока на зачувување на животната средина, во насока на отпадот, на како ќе се решава проблемот со отпадот, што се разговараше на средбата, колку таквите искуства донесуваат можеби побрзи решенија за во вашата општина да ги примените? Се искрено да кажам, овој проект за јапонската амбасада преку GGP програмата, тоа се средства од јапонскиот народ кои што ги донираат на општините во Македонија. Тоа е почнат поодам на проект, но за да се одобри требаше општина Чучар Сандево да исполни одредени услови и да гарантира и да бидат подпишани конкретни договори. Јас го направив тоа минатата недела и сега ни течат роковите за набавка на ново комунално возило за собирање на смет, бидејќи јапонската амбасада обрнува многу внимание на екологија, чистота, јавна чистота, во тој дел многу. И за тоа и благодариме на јапонската амбасадорка која што не зема во предвид во оваа GGP програма. Некако ми се чини дека со самото доаѓање на функцијата прв човек на општината и секако и на сите други градоначалници на скопските општини, како да постојано се случуваат настани, средби, па иако Чучар Сандево е малку подалеку од главниот град, сепак имате секојдневни средби со вашите колеги од другите скопски општини. Каква е соработката со градоначалниците на другите скопски општини, со градот Скопје, можеби? Со градот Скопје имаме една меѓуопштинска соработка со останатите градоначалници. Вчера имавме собрание на Скопски плански регион и во тој дел ќе работиме заедно за заеднички проекти во 2026 година. И целта на Скопскиот плански регион е таа меѓуопштинска комуникација, меѓуопштинска соработка да биде што подобра со покровителство на Скопскиот плански регион. Да имаме заеднички проекти, бидејќи ќе спомнам општина Бутел, ние во одредени делови со општина Бутел делиме исти улици, улицата до пола е во Бутел, остатокот е во Чучар Сандево, треба да правиме заеднички проекти, треба заеднички да ги реконструира. Истото е и за водовод, истото е и за канализација во делот кај што граничим. Со општина Ѓорче, со општина Карпош граничиме во делот на реката Лепенец, така да треба да работиме заедно.
Споменавме водовод, канализација, инфраструктура, тука ќе го споменеме и уличното осветлување, безбедноста во самата општина, треба ли да се поработи на овие сегменти? За уличното осветлување мислам дека е покриен поголем дел. Имаме економски штедливи сијалици за да ги заштедиме сметките за електрична енергија. Има одредени делови кои што треба да се покријат со нови линии, така да во 26-та година мислам дека или 27-та, во зависност од програмата што ќе изработиме, ќе бидат покриени тие делови со улично осветлување. Така, верувам дека, иако сте малку подалеку од главниот град, дека Скопје го чувствувате за дома. Какво е Скопје во вашите спомени? Каков е главниот град во вашето детство? Ќе ве вратам малку поназад и приватно, можеби. Прашавте дали имаме средно училиште? Немаме. Ние гравитираме секојдневно со градот Скопје. На работите ни се во град Скопје, поголем дел. Школи, сите останати, целиот социјален живот, културен живот го живееме во Скопје, така да Скопје ни е наше, нема на 10-11 километри ни е центарот на градот. Имаме поблиски точки, 5 километра е од Кучевачка бара до центарот на Скопје, така да ние сме споени со градот. Тоа е според територијалната поделба од 2005 година е направено да дел од Скопските општини, од Скопски плански регион не бидат дел од градот Скопје. Така. Го чувствувате, верувам, Скопје за ваш дом. Што му недостаја, господине Баевски, денес на Скопје за да биде комплетна сликата за да биде рамо до рамо со оние европски, можеби, метрополи? Според мене јавен превоз. Во моментов клучно и верувам дека за повеќето од нас. Бидејќи јавниот превоз повлекува многу работа, ја намалува гужвата во градот Скопје, намалување на загадување на воздух, брзина на движење. Значи јавниот превоз е голем проблем. Во минатото Чуча-Сандево имало одлична релација покриена со ЈСП автобуси кои денеска ги немаме. Изминативе години имаме многу проблем како општина која што ги сервисира врските спрема јавното сообраќајно предпријатие, за возврат не ги добива услугите од истото. Мислам дека градоначалникот на град Скопје има јасна стратегија и тимот околу него како да се подобри јавниот превоз во градот Скопје. Паметите ли некои подобри времиња за Скопје, можеби претходно порано? Во делот на јавниот сообраќај? Или генерално? Генерално Скопје било многу почисто, многу поуредено, со многу подобар ноќен живот. Сега го немаме тоа и со подобар јавен превоз, со почисти улици. Оптимист ли сте дека можеби во иднина, можеби за 4 години ќе се промени сликата во главниот град? Да, оптимист сум дека ќе се подобри, повторно ќе стане еден од најубавите градови на Балканот, Скопје. А од друга страна пак за општина Чучер-Сандево, чинам дека го прославите 49-тиот роденден. 29-тиот, моја грешка. Да. 29-тиот роденден. Колку се менуваше општината низ текот на годините? Каква е сликата за општината денес? Имате ли можеби визија за некоја помодерна општина? Да, визијата ми е за модерна општина. Општина Чуча-Сандево 96-та година, 1996 година е самостојна единица на локалната власт. Во тоа време немавме јавно комунално предпријатие, секое населено место си имаше собствен водовод, без многу грижа за самата мрежа, немаше воопшто канализациона мрежа. Денеска имаме општина во која што сме покриени над 70-80% со водоводна мрежа. Иако овој дел што ни е заедничкиот со општина Бутов, можеби околу 60% со канализациона мрежа. Во тој дел модерна општина за мене представува урбана да ограничиме и да знаеме, да ставиме ред во градењето, односно да се знае кај може да се гради и што може да се гради. Бидејќи општина Чуча-Сандево нема ДУП, се уште се гради поопштак за градење, тука е мало олеснителна околност за градење. Во иднина сакаме тоа да го смениме, да направиме убави, модерни населени места со широки улици, со добар водовод, добра канализациона мрежа. Тоа представува модерно Чуча-Сандево. Со подобар културен живот, со спорт. Остана ли неасфалтирана улица во општината? Многу малку. Има улици што треба да се реконструираат, што биле асфалтирани, ама поради некои
временски услови, време траење, треба да се реконструираат, инаку и да нема неасфалтирана улица во Чучер Сандево. Споменавте нов културен дом. Да. До кога ќе се очекува да се реализира проектот? Проектот до 27 треба да биде комплетно завршен, бидејќи во 2 фази. Така. Изминува полека оваа година, верувам дека ќе ја доработите, односно ќе ги завршите можеби претходните проекти или веќе почнавте со нови, со што ќе се заокружува полека 2025 за Чучер Сандево и што ќе најавите следно што ќе се работи таму, ете конкретно и за вашите сожители можеби. Следно што ќе почнеме да работиме се реконструкција на улици во делови каде што претходната власт има поставено фекална канализација, тие улици треба комплетно да се реконструираат, да се асфалтираат. Во иднина тоа не очекува за работи, почетокот на годината, ако дозволат временските услови, сигурно ќе биде тој дел, плюс проширување во делот на одредени улици кои што не биле опфатени со таа програма, во новата програма се опфатени. Интересна можеби и новина е тоа што повеќето скопски општини некако во донесувањето на буџетот за нивната општина, односно каде ќе се трошат парите на граѓаните, ги вклучуваат и самите граѓани, односно со предлози и идеи. Дали тоа е пракса и кај вас? Како вие ги вклучувате граѓаните во донесувањето на одлуките на локално ниво за нивната општина? До сега не било пракса да се вклучуваат граѓаните во овој дел за идниот буџет. Може да ги вклучиме, за овој буџет сме малку ограничени во некои ресурси, така да ќе го конструираме буџетот според потребите за 26-та година, колку што ни дозволуваат средствата. Меѓутоа верувам дека сте блиски до вашите сожители, дека постојано ви се обраќаат со она кое што е клучно и кое што им е нели сега моментно и потребно. Многу ви благодарам што бевте дел од Скопје ми е дома. Ќе следиме вашата работа секако и верувам дека ќе имаме можност повторно пред камерите и пред граѓаните кои што ви ја дале и довербата да представиме што сте сработиле во можеби новата година. Ќе ви посакам успешна и плодна работа. Ви благодарам на поканата. Ќе се видиме во наредна прилика. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за времето и вниманието. Разговарам со господин Зоран Бајовски, градоначалник на општина Чучер Сандево. Ние се гледаме веќе наредната седмица, до тогаш довидување. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја